Локалните избори ќе донесат промени и во собранието. Според резултатите на изборите во првиот круг, засега ќе има 5 нови претеници, бидејќи тие станаа градоначалници, а нивните места ќе ги заземат првите следни на претеничките листи од местата каде што се предложени. Бидејќи според изборниот законник, претеничката и градоначалничката функција се неспојиви, согласно законот, собранискиот председател Талат Џафери по завршувањето на двата круга треба да побара известување од Државната изборна комисија кои од актуелните претеници се избрани за градоначалници и треба да свика седница на која ќе бидат верификувани мандатите на новите претеници. Пратеник веќе нема да биде Петре Шилегов, кој стана градоначалник на Скопје, Стефан Багоев, кој ќе застане на чело на Карпаш, како и Максим Димитриевски, кој победи на изборите во Куманово. Од четвртата изборна единица, нови претеници треба да влезат на местата на Коста Јаневски, кој седна на чело на Струмица, и Сашо Поцков од Гевгелија. Од редовите на ВМРО ДПМН можно е нов пратеник да има на местото на Јохан Тарчуловски, кој влезе во вториот круг на изборите за градоначалник на Кисела Вода. Промени може да има и во албанскиот блок. Зијадин Села има големи шанси да биде избран за градоначалник на Струга, како и Зекирија Ибрахими од Беса, кој влезе во вториот круг за градоначалник на Чаир. Исто така, можни се и промени во централната власт, бидејќи Арбен Таравари се бори за градоначалник на Гостивар. Но дури и да не биде избран, актуелниот министер за здравство најави дека ќе се повлече од министерската функција. Оставки на претеничките функции пред изборите поднесоа и претениците Бардил Даути од ДПА и Билал Кастами од Беса, кои се кандидираа за градоначалници. Веднаш по изборите, претеникот на Гром, Чедомир Саздавски, најави дека ќе делува како независен пратеник, наместо како досега да биде дел од коалицијата со ВМРО ДПМН. Сепак, ова не е конечната листа на идни претеници, се ќе биде познато по вториот круг на 29 октомври.